Тетово нема ниту езеро, ниту море, но оваа недела е домаќин на Балканското првенство во одбојка на плажа или поточно на песок. Градскиот плоштад во Тетово стана спортска арена. Потребно беше само да се донесе песок за игралиште и да се постави мрежа. Овој спорт сам по себе е атрактивен и се повеќе ќе биде застапен и во Македонија, велат од одбојкарската федерација. Ваквите надпревари ги играат по двајца одбојкари, па се смета дека ќе биде полесно за организирање. Почната е одбојката на песок, обично е која ќе се каже да се игра покрај езеро или покрај море, меѓутоа сега е толку популарна што станува еден од најпопуларните спортови, но Олимпијадата во Париз беше прогласен за најгледан и најмасовно посетен спорт. Знаете, се одвиваше под Ајфеловата кула и беше навистина една огромна атракција. Овој спорт привлекува публика, па е потенцијал и за туризам и за настани кои би можеле да го збогатат културниот и спортскиот календар, да го промовираат активниот начин на живот и да придонесат за локалната економија. Самиот интерес на граѓаните на Тетово излегува дека ова ќе биде долго паметено, затоа што ваков вид на спорт и конкуренција не е организирано долго време. Се надеваме дека вакви настани ќе организираме и понатаму и ова ќе стане традиција во Тетово. Во државата нема организирано надпреварување, но е прилика за активните одбојкари да играат на лето за забава, додека за рекреативците популарен начин за одржување на кондицијата. Репрезентативката Мија Георгиевска очекува дека ќе се зголемува интересот за ваквата одбојка. Прв пат играме одбојка на песок и ова е ново искуство за нас и очекуваме дека секоја година ќе играме и дека се повеќе ќе расте овој спорт во Македонија. Има многу амбиции. Во одбојката на песок можам да кажам дека не е многу застапена, меѓутоа тоа не значи дека не треба да работиме во иднина. Дека биде ова еден убав почеток, една убава порака, па ќе отидеме од тука во Скопје, па од Скопје ќе отидеме во Битола, во Охрид, кај да е во Гостивар, неважно, меѓутоа мора да се промовира спортот, мора да се промовираат вакви настани, затоа што данес се повторам, само преку вакви настани можеме да направиме мостови кои што ќе не обединуваат. И во другите земји се повеќе има интерес за одбојка на песок. Coaching just beach volleyball since 10 years ago. I'm the coach for national team, also for junior, also for the senior. On women's side, last week we had a tournament, Balkan Championship, under 18 in Bucharest. So somehow having the television with us like a partner, we start to bring more people to beach volleyball. На ова балканско првенство настапуваат играчи до 22 години, а покрај македонската репрезентација учествуваат уште одбојкари и одбојкарки од Албанија, Косово, Турција, Романија и Молдавија.